Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmu. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnúva. Houston, we have a problem. Se izmeni времето од моето раѓање до денеска. Денеска ништо не можеш да скриеш, особено кога си на Facebook и кога искрено ќе си ги пополниш сите, нема да си фейк, некој лик тамо, некој измислен профил, па да можеш храбро, а никој да не те знае кој си во некоја мрачна тастатура, да се закануваш, да навредуваш и така натаму. Оно што честно, искрено ги пополнува бараните податоци од Facebook, тогаш е изложен да сите му знаат кога е роден ден. Па така и мојот роден ден, кој е пред 59 години, на 6 јануар, во 6 саат са бајле, мајка ми ме родила во Црвената болница, така наречена. Тогаш, сега позната овде во Скопје градска, тамо веднаш против паркот Жена Борец. И пееле коледарчињата се бајле, по тоа памти мајка ми. И тоа е реално баш убав ден за раѓање. Инаку интересно, Божиќ. Интересно е доколку татко ми не го земал презимето од дедо му Неделко, што е традиција во мојата фамилија, презиме да се зима, да се прави од името на дедото. Во тој случај јас по дедо ми сум Божиновски. Значи Божик, Божиновски, некако има некаква релација чудна. Во секој случај, јас не сум човек што слави роден ден и не сум човек што се радува. Сметам животот дека станува пократок за таа една година. Мојот покоен татко Борче Неделковски ме учеше дека од 40-та година натаму веќе не се слави, туку се жали, се плаче, се тагува што минала уште една година, што си една година поблиску до крајот. Тоа е, јас си го наследив тоа од мојот татко, значи тоа е една фамилиарна традиција, меѓутоа па луѓето е течат, кои се не ми се јави. Денеска да сите им благодарам. И ми е жал што кога некој ќе ми честита роден ден, па ја не сум еуфоричен, па на тој мојот таму става малку чудно, меѓутоа им благодарам што ми честитале роден ден, колку и ете јас и тоа да не го сметам за нешто што на возрастни години се прави. Јас имам 59 сега. Тоа е само една бројка разлика од 69. Он е многу чуден број кој значи многу работи. Меѓутоа, бидејќи е сега ден на пост, за такви работи нема да зборуваме, бидејќи се пости од се, од масно, од љубов, од се пости денеска, па и од тој број, затоа е мојот број 59. На тие што ми честитаа роден ден, им благодарам. Во постојана борба за вистината, во постојана борба за правдината, во постојаната борба против лагата, во постојаната борба против оние што и мислат лошо на државата и нацијата. Дали се тоа The Magnificent Seven, седморицата величанствени? Не се The Magnificent Seven. Дали се можеби Ocean's 11 мината на Дени Оушен, оние што имаат своја правдина, што се борат за себе, но и за тие околу себе. Дали се Ocean's 11? Не се ниту Ocean's 11. Можеби се The Dirty Dozen, дали се дузината Валкани, војници осудени на смрт во борба за својот живот, правдина и борба против фашизмот и нацизмот. Дали се The Dirty Dozen? Не се ниту тие. Не се Ocean's 11, не се Magnificent 7, не се Dirty Dozen. Не се сите тие големи фраери.
ne Lee Marvin, ne Ernest Borgnine, ne Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes, ne se niti Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert White, James Coburn, ne se niti George Clooney, Brad Pitt, Elliot Gould, ne se niti Julia Roberts, Andy Garcia. Ne se site tija belosvetski frajeri, Milenko Nedeljkovski je protiv site, sam protiv site, pojedinec protiv site vo Milenko Nedeljkovski radio show. На денешниот 6 ден од новата 2016 година, според параметрите, да кажеме, колку петоци има во март и така натаму, е бидно еднаш во 800 години. Престапна година, нели, четврта, секој 4 години, велат не е добро да се човек да се жени мажи во престапна година, не знам зашто. Меѓутоа е многу добро да си роден, да кажеме, на последниот ден од февруари во оваа година, затоа што ќе имаш бенефициран стаж во роден ден и те ќе имаш 4 пати помалку роден дени. Да кажеме, ако ќе пуниш 20, како уствари всушност пуниш 5 години. Значи, во овие 6 дена од 2016 неколку работи, односно, според мене, 3 работи ги окарактеризира, а тоа е број 1 востанието што американските патриоти го направија во непристапните делови, тоа е резерват, планини на Орегон, конкретно во местноста во делот Бурнс. Тоа е во близина на Мелхауер National Forest. Тоа се национални паркови. Тоа е длабоко во континентот, што се однесува до Орегон, иако Орегон излегува горе северно на Пацификот. Јас сум бил во Орегон неколку пати, сум слетал на Портланд и во едно мало градче на полпат меѓу Салем и Јуџин имаше едно мало место од каде што го имам купено мојот апарат за барање злато. Таму се наоѓа човек кој се вика Џон Ф, нема да кажам презимето, кој е всушност најголемиот и најпознат и најуспешен трагач по блага во светот и воедно произведува и апарати за барање злато. И таму сум бил. Орегон е воопшто познат по како држава со премногу шуми, премногу гори, планини, тешко може да се контролира таа територија. Баш луѓето од таму, кога престојував, бев на 10-дневен курс за како се ракува со апаратот за барање злато, и бев на 10-дневен курс и ми кажуваат дека, да кажем, ќе се најдат 4-5 души пријатели, ќе ги снема една година, од тие практично одат горе во планината и садат горе, односат горе, си носат у планината се што им е потребно за една година, плюс ловат птици и животни за да јадат така натаму. И една година некое опојно средство го садат, го негуваат, на крај го собираат, го жнеат, го враќаат и потоа во мегалополисите го продаваат. Никој жив не може да ги открие таму. Во такви места се наоѓаат овие патриоти во Бурнс, кои тврдат дека сакаат да се одметнат, односно сакаат централната власт да излезе надвор од Орегон и да им ги остави ранчовите, шумите, фармите, да им ги остави на нивно управување. Значи, практично се борат против централната власт. Тие тврдат дека на почетокот се 150, иако луѓето кои им носат храна тврдат дека се само 15. Со тоа што тоа одеднаш доби голема медиумска поддршка, па кој како ќе се најде нешто незадоволено, оди им се приклучува и тоа станува така еден цунами во рамките на Соединетите Американски држави, па така да има контра протести, ги наречеме така. Контраакција, таа се во Тексас, каде што црнци, овие се бели супремисти, сети се белци, нели? И Орегон е познат по тоа, и кога ќе слетате на Портланд, на аеродромот нешто ви е чудно во однос на другите аеродроми.
čudna vijest, što se slučava, gledate ovo, oni je, neli, autenca što nosat bagaž, luge, vamo, tamo i posle shvaćate da ima, gledate mnogo malko obojene luge. A всъщност Орегон, како држава, е држава каде што и Вашингтон горе, па дел и Монтана, а Айдахо, значи тоа е крајниот североисток, северозапад на Соединените американски држави, пред се Орегон и Вашингтон, таму се местата каде што имаат, практично се имаат повлечено сите белци и има многу германци внатре, со германско потекло. Сега контра на ова е маршот на наоружени црнци кон главниот град на Остин, Тексас, од Тексас. Таму се па се поише од пола се на вкуп, ако ги мериме, значи обоените, да кажеме се во наводници, значи црнци, латино, кинези и така натаму се повеќе од пола, помалку од пола се белите. Па тие имаат таму контра, идат, велат, добра свиња е мртва свиња. А свиња, пиг во Америка, е израз со кој се означува полицаец. Значи, само мртов полицаец е добар полицаец, тоа е главниот наслов на тие црнци кои одат, кои се движат, кои се собираат од сите страни кон Остин, Тексас. Во мојата емисија Миленко Нелковски шоу на телевизиска беше пред година и нешто политичкиот аналитичар од Италија Џулието Киеза и рече нема да верувате за колку брзо време ќе се распаднат Соединените американски држави. Нормално тоа не е распад како што се распадна Југославија или Советскиот сојуз или Варшавскиот пакт, меѓутоа еве гледаме цели региони во Соединените американски држави во реално исклучително контролирана и организирана држава како постепено почнуваат да се одвојуваат. Сега, молам веќе да не ми се честита роденден, оти ако ми се честита, осеќам дека ќе ме отепате со некој Здравко Чолич и роđendanска пјесма. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Втората работа која остави голем впечаток, мене кој ми остави впечаток, односно која ги обележувам сега, значи едното е Орегон. Второто е детонирањето на хидрогенската бомба на Северна Кореја, во Северна Кореја. Според мерењата, тоа предизвикало земјотрес од 5,1 степен според Меркалиевата скала, што значи дека се работи за сериозна, исклучително сериозна нуклеарна експлозија, со тоа што сега зависи каде била таа бомба, под земја, колку длабоко закопана, така натаму, меѓутоа во секој случај се работи за сериозна експлозија и сериозно обрнување внимание на тоа со што располага сега севернокорејската армија, која е, мора се признае, Северна Кореја како држава е подкрепена, односно заштитена од Кина, па ако сакате и од Советскиот сојуз, тоа се две држави со која Северна Кореја се граничи на север и на североисток, а од друга страна се граничи на југ со Јужна Кореја. Ова бомба хидрогенска и без капацитетот на ракетните сили на Северна Кореја не може да ги загрози, да кажеме, што за да загрози територијата на Соединените американски држави, па да збориме дури примерно и Хавај, така натаму, кои се во централот на Пацификот, меѓутоа се сосема доволни да се исклучително силна и голема закана за Јапонија и за Јужна Кореја, па ако сакате и за Тајван. Од местото каде што е експлозијата е на североисточниот брег на Јапонското море на Северна Кореја, тоа е од Пјонкјанг, сосема спротивната страна од државата. Меѓутоа, карши на тоа се, да кажеме, се наоѓа, што знам, островот Хокаидо, потоа се наоѓа Токио, не е така далеко и така натаму, тоа се места, делови на Јапонија каде што може да се атакува, секако тука е Јужна Кореја, не знам дали ја знаете историјата на
korejskата vojna воопшто меѓу југ и север. Меѓутоа, северот, например, неколку пати го има заземено Сеул, значи главниот град на Јужна Кореја, има дојдено до половина до на Јужна Кореја на островото, па потоа американците прават десант некаде во средината, па се повраќа, па јужнокорејанците влегуваат во севернокорејска територија, така тоа е доста една нестабилна зона по таа. Мислам дека вика 49-та паралела. Во секој случај експлозијата на хидрогенската бомба повторно таа уште е подобар збор, ја враќа на картата на големи нуклеарни играчи, односно на неколкумините нуклеарни играчи во светот на Северна Кореја. Она што е интересно, пака геополитички е дека ниту Советскиот, ниту Русија, инаку таа граница е сега на Русија порано Советскиот сојуз, ниту на Кина, значи ниту Руската федерација, ниту Кина не се премногу среќни со ова тестирање, ова експлозија, а тестирањето и експлозијата била исклучително успешна. Ајде пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Значи, говорев за Орегон, за Северна Кореја. Ќе завршам со овој меѓународен дел со новогодишните прослави во Западна Европа, ова Европската Унија, со големите градови на Европската Унија, со мирот, цивилизацијата, редот, поредокот, сакањето меѓу луѓето. Нормално се тоа што го кажувам го нема таму. Пред сама нова година една рулја од исламисти кои на илегален начин, со помош на овие коридори на луѓе кои бегаат, се преселија, меѓу другото, проаѓајќи из Македонија, се преселија кон Западна Европа. Една голема рулја направи огромен инцидент во Брисел, во центарот, во капитолот, во главниот град на Европската Унија. Запали една новогодишна елка, добро, таму има повеќе новогодишна елки, ама таа што ја видовме беше голема. Ауто кој им се нашло на патот го фрлија по басамаци надоле во подземна железница. За момент се исплашив дека може е на Бобан Нонковиќ, ама не е. Така да го спасивме тоа ауто. И во секој случај си ја покажаа својата натура, својата природа. Тие луѓе кои се од чудно, друго, инакво цивилизацијско племе отколку нормалниот свет. Да, за денот на Нова година, вечерта во Келн, во еден од најпрепознатливите градови на водечката европска сила Германија, се случи напад од 500 луѓе врз десетина жени во централното подрачје околу железничката станица во Келн. Железничката станица во Келн, ако сте биле, знаете, ако не сте биле, да ви кажам, дека се наоѓа на само 350 метри од катедралата во Келн, значи од срцето на Келн. Тоа е отприлика како да кажеме колку што е оддалечен од споменикот на Александар Македонски, колку што е оддалечено собранието. Ете, толку далеко е. Значи, центар е тоа. До сега има пријавено 90, се пријавиле 90 жени кои биле сексуално нападнати, една за сега пријавила силување. И тоа се случува во оваа земјата кој вели да еве, дојдите вие сите онеправдени, види Македонија не ги сака, овој не ги сака, оној не ги сака. Сега сакам да ја прашам амбасадорката, ако е тука, ако не е уште на прослава на своите празници во Германија, Кристине Д. Алтхаузер, ова како Драган Б. со точка Костич, ова е Кристине Д. со точка Алтхаузер. Како овие, би сакал да ја прашам, како овие имигранти, бегалци, како сакаш да ги наречем, според мене терористи, како сега, кога е на домашен терен, кога е дома кај вас, под портите ваши, под вашиот балкон, излегле германските жени и тие од
Keln pred se, da na kontraprotesti, mislim дека не вчера, со главна парола gegen seksizmus, gegen rasizmus, odnosno against seksizam, against rasizam, znači protiv seksizam, iako ne znam točno što znači to je zbor, vjerojatno seksualno voznemirovanje, znači protiv toa i protiv rasizam, so isto, iako seksualno voznemirovanje, ja mislim дека има, да кажеме, сите мажи после 40 годишна возраст што се во брак од 10-15 години имат вознемирување на дневна база, меѓутоа никој не се буди. Во секој случај жените што имаат право сега да во Германија излегува да се спротивстават на ова што е напад практично врз нивната приватност, врз нивната цивилизација, врз нивниот начин на живење. И сето тоа од државата, нели, која најгласно ги критикуваше сите други кои наоѓаа начин некако да се справат, се мачеа да се справат со бегалците кои бегаат на кај нив, на крајот на краиштата. Тие бегалци никој не бега за да живее у Радовиш или у Делчево. Сите бегаат да живеат у Келн или у Берлин. И сега на нивна територија, јас и порано имам пред неколку години и се уште им посакувам на сите западноевропски главни градови и држави и сите оние кои малтретираат Македонија во врска со името, во врска со избори, во врска со 300 чуда што ни праќаат разни чудни белгици и така натаму, на сите им посакувам сите тие исламисти да им се вселат таму во нивните места, во нивните градови и со нив да си се расправаат, они да им се нивни зетовци, снаи, полицајци, да почнат да си градат џамии по градот, да си се молат, тоа им го посакувам. Сите да им се преселат усред Лондон, усред Париз, усред Брисел. Последниот блок го одвојувам за една моја порака, порака која ми ја пренесуваат исклучително голем број граѓани на Република Македонија. Идната недела е недела која е најавено дека ќе дошол хан за да кажал како да чекаме не знам кого, а и не знам што ќе каже. Навистина не ми е веќе јасно зашто не ги откачиме сите тие странци, но не и се е веќе дошол. Па така да ја пренесам јас својата и пораката од народот, а тоа е дека сите ние, колку и да не ни беше право, колку и да се противевме, колку и да сметавме дека е слабост на актуелната власт, ја испочитувавме желбата на луѓето што ја водат оваа држава, на партијата што ја води оваа држава и на премиерот на оваа држава, ја испочитувавме нивната стратегија, иако не знаеме точно каква е, меѓутоа имаме верба во конкретниот случај во актуелниот премиер Никола Груевски и само таа верба е таа што му дава нему кредит, а што ние го поддржуваме. Значи, колку и да не ни беше право, прифативме со една назнака, а тоа е дека се ќе заврши на 24 април, односно на следните избори. Дека изборите ќе кажат се. Дека тамо македонската држава ќе се истресе од боловите како кучиња што се тресат. Дека тамо македонецот, македонскиот народ, македонската држава ќе направи еден ресет, ќе подлече една линија и оттамо ќе појде во подруга иднина. Значи, таа надеж дека целата голгота, целото понижување, сите можни разочарувања сепак имаат таймфрейм, имаат временско ограничување, имаат минута до која ќе се дојде и која го завршува целата оваа голгота. Тој таймфрейм, тој датум, тој 24 мора да се испочитува до крај, оти народот уште тоа му остана да поверува и да го доверува. Значи, било каква промена, одоголвлечување, неизлегување на избори, овој народ не го интересира. Доколку нема избори, нема пржино, доколку нема пржино,
надвор од владата за Оливер Спасовски, Ременска, Кире Наумов, Љупчо Николовски, дома да си се врати во Гевгелија, специјалната јавна обвинителка со Катица Јанева, со сите нејзини специјални обвинители. Сите да се вратат дома, да се ресетира се и да се врати на предпржинскиот момент. Собранието исто така да се врати во тој момент, што се однесува и до анкетни комисии и до се. Доколку нема избори, доколку не одиме на избори кои ни се последното ветување за кое сите ние како луѓе, како народ, како граѓани се држиме, доколку нема избори, не важи ништо. Не ме интересира мене, не го интересира народот дали сакал или не икел Заев, дали сакал ово или не икел оној советник негов или неговите весници или соросоидните портали, тоа народот не го интересира. 24 мора да биде, да има избори. Доколку ова доаѓање на хан, значи, тогаш на 14 и 15, тоа е за 7-8 дена од сега, значи дека нема да има такво нешто. Или дека ќе се пролонгира, или дека ќе се одложи. Во истиот момент мора да престанат било какви обврски од пржино, се да се врати назад, сите да си одат дома. Кога ќе дојдат други некои 100 дена до некој друг датум, од тогаш ќе почне да се брои повторно ако важи тој пржински договор. Но, доколку не се испочитува 24-ти, не треба, не смее да важи ништо. Оваа влада, на чело со Никола Груевски, мора да биде исклучително силна, стамена, цврста, одлучна, дека друго попуштање нема. Доста беше попуштањето. 1 година само попуштање гледаме. 1 година само исполнување гледаме. Никој ништо друго не исполнува. Само владата исполнува. Само нашиот премиер исполнува. Само добитната страна од последните избори исполнува. Никој друг не исполнува. Никого не му е гајле за обврските преземени со подпис, со договор, со збор. Само на страната на владата и е гајле да ги исполни сите обврски. Ова, овдека, во овој момент мора да застане. Да се каже стоп, толку е. За размазените деца од СДСМ и за нетокму лидерот на СДСМ Зоран Заев, ова е крај, толку. Сега, кој сака нека да си го поддржува, нека си го поддржува у Брисел. Дека си го поддржува кај сака. Овдека тоа веќе не важи. Ова е порака од Миленко Недолковски, ова е порака од народот, кој секој дневно ме среќава, ми праќа пораки по најразличните овие електронски направи и кој не само мене, него и луѓе кои ги познавам и кои им верувам, луѓе како што е Александар Пандов, како што е Мирка Велиновска, како што е Дарко Јаневски, како што е Јанко Илковски. Такви луѓе се перманентно нападнати во наводници од загрижени граѓани кои велат ако нема пржино, ако нема избори. Ако нема избори, нема пржино. Ако нема пржино, сите надвор се враќа на старо. Или дајте да си ги одмериме силите на избори. Па кој победи, кој има повеќе доверба од народот, тој нека ја води државата. Миленко Неделковски на својот роден ден, емисија на Радио Слободна Македонија, 6 јануари 2016. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.